Па воопшто не ми се допаѓа, да кажам, мене целата таа идеја на барокизација на Скопје воопшто не ми се допаѓа, уште помалку на зградиве тука во центар кај што живеам или кај што често доаѓам. Едноставно не ми се допаѓа таа идеја на реконструкција на имиџот на градот и на бришење на историја, создање вештачка историја, значи на страна уметнички доем, тоа може да секој различен вкус има, ама идејава таа за бришење на историја, создање нова историја, таа не ми се допаѓа. Па јас знам дека се овие кули значајни, од и архитектот влезе во енциклопедија со начинот на градба на овие кули за тоа време, 70-тите години. Па што нам, не било и друго решение подобро било. Ја мислам не. Не се допаѓа барокот или? Барок, тоа е тоа прво барок. Тоа згради, така. Големи згради. Колку катници? Барок на фасада, на зградите. Барок може, да. Не е лошо тоа. Да. Но рековте дека ви се допаѓа некое друго решение. Па може, па ако има и друго решение, може и друго решение, што да не. Значи повеќе сте за барок или за некое друго? Па за друго нека биде, ајде. Остајте што зборите, барок не треба да има и готово. Зошто? Затоа што е најболја фасада. Најдобра. Друго стилско решение мислите дека не треба? Па мислам не. Тоа е да биде као една целина. Ако ова цело се направи барок на фасада, тоа ќе биде стварно градот ќе заличи со ова што е све тука направено. Ова е цел град направен, бре. Доволно има со барок. Се останато е само дополнително трошкови кои што нема да придонесат за подобар живот на луѓето. И сега во себе полемизирав со последниот напис во Шпигел дека ова е кич во Скопје, нека видат тие луѓе таму каде што излегува Шпигел, кога тие го направија тој ист барокен скок и ист тој кич. Значи, не се работи за никаков кич, имаме право да го суредиме главниот град на нашата држава. Тоа премиерот, тоа оваа влада и следната очекувам и било која влада мора да го прави.